Ви благодарам многу и вам. Почитувани присутни, дами и господа, задоволство ми е да го поздравам одржувањето на 12-тиот регионален координативен состанок за имплементација на патоказот за одржливо решение за нелегално поседување, злоупотреба и тргување со мало и лесно оружје во Западен Балкан. Ова е прв состанок на кој имам чест да се обратам како министар за внатрешни работи и би сакал најнапред да се заблагодарам на клиничката куќа на Југоисточна и Источна Европа за контрола на мало и лесно оружје, за поддршката која што ја добиваме во изминатите години во исполнувањето на zacrtaните цели од патоказот и во зајакнувањето на капацитетите на полициските службеници и на Министерството во целина. Уверен сум дека овие состаноци на регионално ниво поттикнуваат не само продлабочување на регионалната соработка во развојот на вештини и координација во борбата против недозволената трговија и нелегалното поседување на огнено оружје, туку и посилна соработка со Европската Унија, незините земји членки, агенциите на Европската Унија, како и со клучните меѓународни актери активни во областа на контрола на мало и лесно оружје. Почитувани присутни, нашето заедничко искуство и секојдневното работење покажуваат дека еден од клучните фактори што без друго ги зголемува предизвиците по јавната безбедност покрај организираниот транснационален криминал е токму нелегалната трговија со оружје. Општо познато е дека достапноста и незаконската употреба на оружјето ја подкопуваат правдата, ја зголемуваат стапката на криминалот и ризиците од насилство и влијаат на стабилноста на нашите земји. Од неопходна важност во оваа насока е градењето и воспоставувањето на систем за контрола на легалните и нелегалните текови на оружјето преку утврдување на конкретни процедури и механизми. Токму оваа цел имаше претходниот патоказ, чие што спроведување покажа дека и покрај остварениот напредок и вложени напори, останува уште значаен дел од работата кој треба да се заврши, се со цел надлежните национални тела да ги достигнат највисоките стандарди и да се обезбеди ефикасна контрола на огненото оружје. Предизвик на една земја во регионот е предизвик на сите нас. Затоа и патоказот е регионален, со утврдени недостатоци и цели за надминување на истите, идентификувани добри пракси и модуси за нивно постигнување, воведени стандарди и препораки за нивно исполнување. Од овој аспект, како навистина успешен се покажа холастичкиот пристап кој го воведе СИСАК во контролата на малото и лесно оружје. Неговата успешност се огледува и во фактот што пред неполни 2 месеци ние, министрите за внатрешни работи од Западен Балкан, го усвоивме новиот патоказ за одржливо решение за недозволено поседување, злоупотреба и тргување со мало и лесно оружје и муниција 2025-2030. Но ефектот од досегашното спроведување на патоказот под координација на СИСАК се должи во голема мера и на одржувањето и ефектуирањето на соработка и партнерства со сите постојни меѓународни и европски чинители активни во оваа област. На овој начин постигнуваме ново ниво на заедничка координација, управување на процесот и следење на напредокот. Пред да завршам, би сакал да потенцирам дека она што ќе следува во 5 следни години, во кои треба да се имплементира овој документ, не смее да биде ништо помалку од работа и посветеност на процесот, имајќи предвид дека тоа во голема мера ќе ги олеснува и насочува тековните напори за исполнување на клучните безбедносни стандарди за членството во Европската Унија. Колеги присутни, вам би сакал да ви се заблагодарам за професионалноста, посветеноста во работата, реализираните можности за соработка, размена на искуства, најдобри практики и предизвици.
Воедно ви посакувам успешна работа и ви благодарам за вниманието.